Шведската асоцијација на општини и региони САЛАР во соработка со Македонското министерство за животна средина, со ЗЕЛС, како и со партнерските општини од Пелагонискиот и Југозападниот регион, ги интензивираат активностите за имплементација на проектот Одржливо управување со отпадот на локално ниво во овие два региона. Целта на овој проект, кој е финансиран од шведската влада, е подобрување на услугите на македонските општини и комуналните предпријатија при менаџирањето со отпадот, а согласно актуелните глобални случувања во овој сектор. Со цел непосредно и директно запознавање со шведските искуства на овој план, компетентни представници од 16 општини и комунални предпријатија од овие два региона во наредната недела ќе престојуваат во Шведска, откако претходно овде се одржаа неколку работилници. Проектот ќе се имплементира во Македонија до 2026, а на локално ниво главниот фокус ќе биде на работата со избрани пилот општини, локални комунални предпријатија и жителите од двата региона. Ќе се работи на планирање и испорака на услуги за отпад во согласно со насоките на ЕУ и новиот закон за управување со отпад. На национално ниво, проектот примарно работи со Министерството за животна средина и просторно планирање, со цел да го подобри разбирањето на законодавците за улогата на општините и поддршката која што им е потребна за да ги постигнат националните цели и целосно да се усогласат со барањата на ЕУ. Проектот се залага за подобрување на координацијата и комуникацијата помеѓу националното и локалното ниво, што е од најголемо значење за имплементација на проектот за изградба на регионалната депонија во Новаци, информираат од јавното комунално предпријатие Комуналец од Прилеп. Инаку, спојувањето на двата региона во еден регион за управување со отпад создава можност, но и обврска за блиска соработка помеѓу општините, што пак е особено важно за престојната изградба на регионалната депонија во Новаци, која треба да биде фабрика што ќе го селектира и рециклира целокупниот отпад, од кој органскиот отпад ќе биде подложен на процес на анаеробна ферментација, од што би се добило биогаз, кој би се користел за производство на електрична енергија, а исто така и би се отвориле нови работни места за локалното население. Овој проект е вреден 22 милиони евра кои се по зајмица од ЕБОР и што е најважно, ќе биде модерна рециклажна фабрика со нулта загадување.